Добар ден, драги ученици! Јас сум Анита Стојанова, наставник по природни науки од Основното училиште Раде Кратовиќ. Денес ќе ве водам низ оваа наставна содржина. Наставната содржина која што ќе обработуваме денес носи наслов локални живеалишта. Што ќе научиме денес? Ќе научиме што се тоа живеалишта, ќе научиме какви односи постојат меѓу организмите во одредено живеалиште, ќе научиме што е тоа синџирна исхрана, како се представуваат истите и ќе се оспособиме самите да запишуваме синџири на исхрана. За да можеме да ги постигнеме овие цели, на вас ќе ви биде потребна тетрадка и прибор за пишување. Во текот на моето излагање ќе ви давам задачи, тогаш ќе треба вие да го запрете видеото, да ја сработите задачата и потоа да продолжите понатаму со гледање на истото. Ајде да започнеме. На овој слајд ни се прикажани слики од различни животни за кои сум сигурна дека веќе ги препознавате. Да видиме. Мајмун, жаба, волк, верверичка, полжав, пчелка, зајак и риби. Сигурна сум дека знаете каде живеат овие животни. Затоа, сега земете ги вашите тетрадки и во нив запишете го името на животното и до името на животното запишете местото каде што живее истото. Доколку ја сработивте задачата, можеме да продолжиме понатаму. Сигурна сум дека кај вашата сработена задача изгледа вака. Зајак – шума, мајмун – џунгла или прашума, пчела – ливада, верверичка – шума, волк – шума, жаба – река, риба – море, полжав – ливада. Или можеме да кажеме дека шумата е живеалиште за зајакот, верверичката, волкот, џунглата е живеалиште за мајмунот, ливадата е живеалиште за пчелката и за полжавот, реката за жабата, а морето е живеалиште на рибата. Да дефинираме што е тоа живеалиште. Живеалиште е простор или средина која е населена со одреден вид на живи организми, животно, растение или микроорганизми. На сликата овде ни е дадено едно живеалиште. Го забележувате волкот како животно кое што претходно ви беше дадено. Знаеме дека волкот живее во шумата. Меѓутоа, дали тој живее сам во шумата? Забележувате дека на сликата забележуваме и други животни, срната со незиното малечко, змија, зајак, мравки, глувци, пеперутки, орел. Исто така, освен животни, забележуваме и други растенија, значи дрвја, трева, различни цвеќиња. Значи, ниту еден жив организам не живее сам во своето живеалиште. Тој жив организам во своето живеалиште ги извршува своите животни функции. Една од животните функции е исхраната. Секој жив организам во своето живеалиште се храни, па некои животни јадат или се хранат со растенија, некои животни јадат или се хранат со други животни. Значи, гледаме, зајакот се храни со трева, а лавот се храни со друго животно. Начинот на кој што се случува ова се нарекува синџир на исхрана. Синџирот на исхрана ни покажува какви односи во исхраната постојат или кој со што се храни. Синџирите на исхрана можеме да ги прикажуваме вака. На оваа фотографија ни е прикажан еден синџир на исхрана. Забележуваме дека има сликички од растенија и животни и меѓу нив се наоѓаат стрелки. Сликичките ни ги покажуваат деловите или алките од синџирот на исхрана, а стрелките ни покажуваат кој на кого е храна или кој со што се храни. Значи, насоката на стрелката ни покажува кој на кого е храна. Па можеме да кажеме дека тревата е храна на скакулецот, скакулецот е храна на глушецот, глушецот е храна на змијата, змијата е храна на птицата грабливка. Значи,
Синџирите на исхрана ни покажуваат односите на исхрана. Една алка од синџирот на исхрана може да се храни со нешто, меѓутоа исто така и представува храна на некого. Значи, синџирите на исхрана можеме да ги прикажеме со слики од растенија или животни и стрелки. Освен на овој начин, синџирите на исхрана можеме да ги прикажеме и со зборови и стрелки, при што стрелките повторно ја имаат истата улога. Ни покажуваат кој на кого е храна. Пример ни е даден овде. Значи, истиот синџир на исхрана, кој што ни е прикажан со сликички, е прикажан и со зборови. Па можеме да кажеме дека тревата е храна на скакулецот, скакулецот е храна на глушецот, глушецот е храна на змијата, змијата е храна на птицата грабливка. Што треба да запомниме? Треба да запомниме дека секој синџир на исхрана започнува со растение, а понатаму секоја следна алка од синџирот на исхрана може да биде животно кое што ќе се храни со растение или ќе се храни со друго животно. Значи да заклучиме дека синџирите на исхрана ни ги покажуваат односите на исхрана или кој со што се храни. Ајде сега да видиме дали вие можете сами да составите синџир на исхрана. Ваша задача е да осмислите и запишите еден синџир на исхрана, при што синџирот на исхрана треба да биде составен од 4 алки. Значи, треба да запишете синџир на исхрана кој што ќе е составен од 4 алки. Синџирот на исхрана ќе го запишувате користејќи зборови и стрелки. Осмислете и запишете еден синџир на исхрана кој што ќе завршува со вас. Значи и човекот или ти можеш да бидеш дел од еден синџир на исхрана. Треба да напишете синџир на исхрана кој што ќе е составен од 3 алки, при што последната алка од синџирот на исхрана ќе бидеш ти или ќе биде човекот. Значи, повторно, синџирот на исхрана ќе го запишете со зборови и со стрелки. Доколку ја сработи задачата која што ти беше дадена, да провериме дали точно си ја сработи. За таа цел, ќе треба да одговориме на неколку прашања кои што се дадени во табелата. Во оваа табела се дадени прашања кои што се однесуваат на првата задача, каде што требаше да напишете синџир на исхрана составен од 4 алки. Да треба да одговорите на следните прашања. Дали на прво место од синџирот на исхрана ви се наоѓа растение? Дали на второ место од синџирот на исхрана ви се наоѓа животно или инсект кој што се храни со растенија? Дали животното кое се наоѓа на третото место се храни со животно или инсект кое е на второ место? Дали животното кое се наоѓа на четвртото место се храни со животно кое е на третото место? Доколку сите одговори ти се со да, тогаш твојата задача е добро сработена. Доколку имаш одговор не, тогаш треба да обрнеш внимание да ја поправиш грешката со цел синџирот на исхрана да ти биде точно запишан. Да ја провериме и втората задача. Втората задача ќе ја провериме со одговарање на овие прашања. Дали на прво место од синџирот на исхрана се наоѓа растение? Дали на второ место од синџирот на исхрана се наоѓа животно кое се храни со растение? Дали на последното место од синџирот на исхрана се наоѓаш ти? Дали се храни со животното кое се наоѓа на второто место во синџирот на исхрана? Доколку сите одговори се да, значи твојот синџир на исхрана е точно напишан. Доколку имаш одговор не, треба да ја поправиш грешката со цел синџирот на исхрана да ти биде точно напишан. Се надевам дека целите кои што ги зададовме на почетокот на часот ни се реализирани. Благодарам на вниманието.